Честит Великден, почитувани! Денешниот ден во христијанството се нарекува Светол вторник. По тој повод ви посакувам мир и светлина во вашите срца. Моето име е Александра Вуксановиќ, а еве што ни носи ова утро. Дојде моментот Груевски да ја отслужи изречената казна. Посочи СДСМ откако партијата ја поздрави пораката од Петер Маѓар, дека неговата унгарска власт повеќе нема да обезбедува засолниште за луѓе што бегаат од правдата. Во истиот контекст, СДСМ наведува дека Маѓар експлицитно го означил Никола Груевски и порачува дека дошол моментот тој конечно да ја отслужи изречената казна во Македонија. СДСМ оди и чекор понатаму, обвинувајќи дека ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски со години го бранеле и штителе својот шеф. Со тоа соопштението не се задржува само на Груевски како бегалец од правдата, туку ја шири одговорноста и кон неговата политичка матрица, представувајќи го случајот како символ на неказнивост што предолго трае, велат од СДСМ. Унгарија нема да биде засолниште за криминалци, рече новоизбраниот премиер на Унгарија Петер Маѓар, при што го спомена и случајот со поранешниот македонски премиер Никола Груевски, кој исто така доби азил во Унгарија. Тој рече дека очекува и другите европски држави да постапуваат на ист начин и да ги враќаат унгарските политичари доколку избегаат од правдата. Никола Груевски ја напушти Македонија во ноември 2018 година и по маршрута што водеше преку Албанија, Црна Гора и Србија, стигна во Унгарија, користејќи унгарски дипломатски пасош. Во Будимпешта подоцна доби азил и оттогаш не се вратил во земјава. Во меѓувреме, најчесто преку објави на Facebook упатува политички пораз. Виктор Орбан падна од власт. Борбата беше тешка, а досегашниот суверенистички премиер ги употребуваше сите оружја за црна кампања против Петер Маѓар, од дипфейк видеа до постери во кој неговиот ривал беше прикажан како марионета на Украина. Но историскиот пораз што го доживеа Орбан на изборите во Унгарија го разурна верувањето дека тој е политички недопирлив. Победата на Маѓар покажа дека демократскиот пресврт е можен и во Унгарија, членка на Европската унија, што се повеќе ја губеше својата претходна прозападна насока. Европските лидери сега се надеваат дека Будимпешта повторно ќе стане доверлив сојузник на Европската унија. Маѓар изјави дека како иден премиер има намера да ги одржи добрите односи со Македонија. Порача дека промената на власта во Унгарија не значи автоматско влошување на врските со државите со кои кабинетот на Виктор Орбан негувал блиска соработка. Напротив, според него, таму каде што односите биле нарушени, постои простор тие да се подобрат. Темата е на Хари Кацановски. Министерот за одбрана ги прекршил законите. Состојбата во армијата е драматично влошена. Претседателот на независниот синдикат на професионални војници Александар Насковски изнесе сериозни обвинувања за незаконско постапување во Министерството за одбрана, тврдејќи дека правата на припадниците на армијата се системски прекршувани. Министерот за одбрана Владо Мисајловски не го донесе планот за преземање и распоредување на професионалните војници согласно член 40А став 2 од Законот за служба во армијата. Министерот за одбрана е должен да го донесе најдоцна до 31 декември во тековната за наредната година. И во случај планот за преземени распоредување да не биде донесен во рокот утврден во ставот 3 на овој член, министерот за одбрана ќе плати глоба во износ од 15.000 евра во динарска противредност. На барање на синдикатот, планот за преземање не ни е доставен за првпат откако постои таа законска обврска. Стои во дописот од Насковски, кој наведува уште неколку други прекршувања од страна на Мисајловски. Македонка е уапсена во Хрватска. Загребската полиција уапси една измамничка од тројца измамници, наводно сите државјани на Македонија, кои глумејќи лекари зеле 40.000 евра од 87 годишна загребчанка. Уапсена е 25 годишна државјанка на Македонија, додека по незините сонародници засега со непознат идентитет и понатаму се трага, а полицијата ги товари за кривично дело измама извршено со цел стекнување противправна имотна корист. Имено тие што на 22 декември
Имено тие уште на 22 декември минатата година во попладневните часови и се јавиле телефонски на 87 годишната жена. Машкиот измамник лажно се представил како лекар, наведувајќи дека нејзината ќерка е во болница и дека поради скршеница на ногата итно е потребна операција. А еве ги вестите од светот. Американската војска изврши уште еден напад врз пловило во Источниот Пацифик, при што загинаа двајца во најновиот смртоносен удар на американските сили врз чамци. Врз основа на разузнавачки извештаи, чамецот се движел со познати маршрути за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил цел на смртоносен кинетички удар по наредба на американскиот командант. Видео објавено со соопштението прикажува неподвижен чамец со надворешни мотори и нешто што изгледа како пловки од рибарски мрежи во близина. Чамецот е нападнат од воздух и се претвора во пламен. Американската војска започна блокада на иранските пристаништа, разгневувајќи го Техеран и додавајќи неизвестност околу клучниот воден пат, иако надеждите за диалог за завршување на војната донесоа одредено олеснување на пазарите на нафта, каде што референтните цени паднаа под $100 во вторникот. По прекинот на разговорите за време на викендот во Исламабад, меѓу два противници, американски функционер изјави дека има континуиран ангажман и движење напред во обидот за постигнување договор. Подпредседателот на САД, J.D. Венс, ја обвини иранската влада за економски тероризам поради блокирање на сообраќајот низ Ормунскиот теснец. А неколку часа по воведувањето на американската блокада на иранските пристаништа и самиот Ормунски теснец, состојбата се почесто се опишува како ниту војна, ниту мир, кревко примирие со неизвестен исход. Иранските власти јасно го искажаа својот став околу новите состојби, велејќи дека се решени да ја обезбедат безбедноста на теснецот, а од друга страна предупредуваат дека на бродовите поврзани со нивните противници нема да им биде дозволено да поминат низ овој стратешки важен морски премин. Или сите ќе пловат безбедно, или никој, вели Иран. Уште вести од светот. Производството на нафта во неколку земји од Блискиот Исток се намали во март поради конфликтите во регионот, според извештајот на Организацијата на земјите извознички на нафта. Најголем месечен пат е забележан во Ирак и Саудиска Арабија, каде што производството е намалено за 2,5 милиони барели дневно. Иран според истиот извештај го намалил производството за 182.000 барели дневно. А земјите членки на Европската Унија мора да се координираат за цените на енергијата поради зголемувањето од 22 милиарди евра на сметка за фосилни горива од почетокот на војната во Иран, изјави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа рече дека Европската комисија планира да објави предлози за мерки за цените на енергијата на 22 април, за кои лидерите на Европската Унија ќе разговараат на нивниот неформален самит следната недела. Според неа, извршната власт на Европската Унија ќе презентира стратегија за електрификација пред летото, како дел од структурните мерки за намалување на цените на енергијата. Американскиот председател Доналд Трамп објави слика од себе си, генерирана од вештачка интелигенција, како личност слична на Исус, предизвикувајќи масовни критики дури и од неколку религиозни конзервативци, кои обично го поддржуваат. Пред вчера да ја избрише објавата на својата платформа Truth Social. Објавата, за која Трамп подоцна рече дека имала за цел да го прикаже како доктор, се случи во време на неговата ескалација на расправијата со папата Лав 14, која критикуваше како нехумана војната што започна со нападите на САД и Израел врз Иран. Кратко пред објавувањето на сликата, председателот објави долга критика против папата Лав, нарекувајќи го слаб во однос на криминалот и ужасен за надворешната политика. А папата Лав изјави дека планира да продолжи да зборува против војната по директниот напад на американскиот председател Доналд Трамп против него. Не сакам да влегувам во дебата со него. Премногу луѓе страдаат во светот денес, премногу невини луѓе се убиваат и мислам дека некој мора да стане и да каже постои подобар начин, изјави Лав.
Денес се одбележува меѓународниот ден на растенијата, ден посветен на значењето на растителниот свет и неговата незаменлива улога во животот на земјата. Растенијата се темел на екосистемите и обезбедуваат бројни придобивки, од производство на кислород и подобрување на квалитетот на воздухот до обезбедување храна и создавање живеалишта за многу животински видови. По повод овој ден се упатува порака до граѓаните да посветат повеќе внимание на растенијата околу себе, да ги забележат, да ги ценат и да придонесат кон нивна заштита, бидејќи секој вид има своја уникатна убавина и значење. И за крај метео. Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладни во текот на ноќта во јужните и во западните делови ќе има локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен, а наместа долж по Вардарието засилен ветер од југоисточен правец со брзина од над 60 км на час. Максималната температура ќе достигне од 17 до 22 степени. Гледавте вести и благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на нашиот сајт и продолжете да се информирате од профилите на Facebook и на Instagram на Слободен печат.